52-годишниот Љупчо Анастасовски од Свети Николе го допрел дното на сиромаштијата. Живее во оваа шупа изградена од кал и трска. Нема ниту вода, ниту тоалет, па со денови и не е искапен. Неговата дрвена печка е подпрена на 2 тули за да не падне, а денојеве во неа нема да стави дрва. Со социјалната помош од 1400 денари не може да си купи дрва за огрев, ниту пак да преживее. Во оваа собичка собрал се што спечалил како поранешен работник во Зиковче поле, а од неговиот таван може да се види и небото. Ке ми падне таван ова гото. Ја нема кај ја зимото секако го поимам. Натака не знам и дали ќе поимам. Анастасовски од народната кујна добива лепи храна, која честопати ја дели со петчленото семејство на неговиот брат, кој живее во другиот дел од куќарката. Ја барам овде. Не барам пари од народот. Пари не сакам. Барам, ако има некој паметан човек, како другарот Тито, да го спомнам нега, бивша Југославија. Барам да ми се берем направи овоа да не тече. И да го малку минусирам ваа сова, да ми помалку кратко, ти е многу голема 7 на 6, совата, многу ми е ладно, немам дрва, немам пари. Куќарката во која живеат семејството Анастасовски е во собственост на државата. Во неа засега не може да се изведуваат градежни работи. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев вели дека знае во какви бедни услови живее оваа семејство. Решението за 3 семејства кои живеат покрај основното училиште во Свети Николе го гледа во изградбата на социјалните куќи од страна на државата. Градежни парцели има за изградба на овие куќи, па доколку некој донатор е заинтересиран да помогне, може да им ги изгради. Семејството Анастасовски покрај топол и скромен дом бараат и храна за да ја преживеат студената зима.